Има една мисла која што вели уметноста на централното банкарство бара многу повеќе од интуиција. Бара податоци, информации, модели, затоа што статистиката за централните банки е она што си доказите за порутата во една судница. Тоа значи дека без квалитетни и меѓународно споредливи податоци не може да се прават ниту добри анализи, ниту добри прогнози, ниту пак може да се носат добри одлуки. Прогресот во Народната банка и во областа на статистиката, и во областа на истражувачката работа, и во аналитичката база за носење на одлуките во Централната банка е голем и видлив. Всушност и моите професионални почитоци во Централната банка се поврзани токму со статистиката, односно со монетарната статистика. Во тоа време немавме централна статистичка точка, бевме дисперзирани. Статистиката на каматните стапки, монетарната статистика беа многу повеќе поблиски до истражувачкиот дел, додека пак останатите, например надворешните статистики на билансот на плаќања, на надворешниот долг, беа посебна единица. Во 2004 година статистиката во Народната банка се консолидираше и од тогаш па наваму поминува низ еден период на исклучително голем и брз развој. Исходот денес, од 2019 година, впрочем, сме членка на SDDS+, стандардот на Меѓународниот монетарен фонд. Тоа е највисокиот меѓународен статистички стандард, што покажува дека како Централна банка успеваме да држиме чекор во областа на статистиката. Низ годините јакни потенцијалот во делот на истражувачко-аналитичката работа. Многу труд и во оваа област, многу напор, многу ентузијазам, многу работа. На почетокот и анализите и проекциите беа правени во многу едноставни рамки и работевме само на парцијални проекции, например монетарната проекција или проекцијата на билансот на плаќање. Како тим во тој период бевме активно вклучени и во дефинирањето и изготвувањето на квантитативните критериуми кои што Централната банка требаше да ги исполни во тогашните аранжмани со Меѓународниот монетарен фонд. Паметам дека во уделни периоди бевме многу мали тимови, меѓутоа исклучително посветени да ги завршиме обврските, но исто така да обезбедиме и развој во делот, односно во областа во која што работевме, па не ретко останувавме во Централната банка и до доцните вечерни часови, во викендите, па и во текот на празниците бевме во зградата на Централната банка. Од тогаш наваму се работи на осовременување на целокупната аналитичка рамка, на проекциите, меѓутоа и на процесот на одлучување, особено во делот на монетарната политика. Развивме еден систематизиран, структурен систем на проекции и на носење на одлуките и на анализа на политиките, кој што бараше целосно редизајнирање на начинот на нашата работа и на процесот на одлучување. Воспоставивме систем конзистентен на одлучување и на проекции. Сега 2 пати годишно имаме редовен циклус на проекции кој што е моделски конзистентен. Во текот на овие неколку децении интензивно се работеше и на развој на истражувачкиот потенцијал во Народната банка. Денеска имаме едно широко портфолио на истражувачки работни материјали на кои што се посветени и беа посветени нашите колеги кои што се основа и за носење на одлуки и за размислување во рамки на Народната банка, објавени на интернет страницата, објавени во меѓународни журнали, презентирани во рамки на реномирани, престижни меѓународни истражувачки конференции. Во изминатиот период беа воведени и редовниот клуб на истражувачи, исто така и годишната награда од областа на истражувањата за младите истражувачи, редовна истражувачка конференција, сето тоа во функција на поддршка и промоција на истражувачката мисла, меѓутоа и собирање на едно место, развивање на платформи на кои што и истражувачите од светот, меѓутоа и носителите на политиките, ќе можат заедно да дискутираат за актуелни прашања од областа на централното банкарство. За сите овие достигнувања стои несебичниот напор и влог
на многу луѓе во Народната банка кои што издвојуваат голем дел од себе си, од своето време и од својата енергија за да направат промени во Централната банка и да ја приближат чекор понапред кон современите и развиени централни банки во светот.